Непредвидливата бизнис клима, недостојкот од стратегија за зголемување на извозот и квалификуваната работна сила се трите клучни проблеми за компаниите, нагласува претседателот на Стопанската комора Бранко Азески во продолжение. Кои структурни чекори или реформи треба да се превземат за некако да идеме кон она посакувано сценарио и еден економски раст? Постојано некако се провлекува низ годините 5% и 5% раст економски. Што навистина ни недостасува за да може да го постигнеме овој економски раст? Со оглед дека и во изминатите години навистина имаше големи кризи и турбуленции на светската економија кои што секако се прелеваат во нашата. Меѓутоа, каде сме ние како држава и што треба и дали ни се потребни некои брзи чекори кои што би да довеле до тоа посакувано сценарио на долгорочен економски раст? Потребен е национален консензус. Бидејќи ние сме повеќе слојна држава по сите елементи и треба да сватиме дека тој консензус мора да биде донесен. Да сите сме согласни дека треба да одиме према една цел, а таа цел е тоа што го зборуваш, од 5 до 7% раст. Без тоа не одиме напред никаде. Тука ќе се отворат сите полиња и прашања кои што се потребни за да се достигне тоа. Од владење на правото, од прашањето за пазарната економија во која што живееме, од корупцијата, борбата против корупцијата, сивата економија и така надам и така ќе се разрешат тие прашања. Значи, нас не е потребно сега, како ништо повеќе од тоа, една цврста политичка одлука на сите структури во државата, дека одиме кон една цел зацртана и таа е приоритет во државата, почетен чекор од кој што ќе се води према зголемување на бруто домашниот производ, што ќе донесе резултат. А тоа може да се направи само со имплементација. Има ли национален консензус, го кажавте на самиот почеток? Дали чувствувате дека можеби сега е времето, погодно, има интерес од сите страни за да постигнеме такво нешто после толку време говорење, имплементација на крајот, меѓутоа волја, дали има од сите страни? Видите дека се борам цело време за тоа и присутна е комората како представник на бизнис заедницата во сите медиуми и секогаш, во секое време. Тоа истото мора да го направат и другите чинители. Мора да излезат јавно и да прозборат за проблемите отворено. Тоа се зборувам за академијата, за универзитетите, за невладините организации, медиумите. Медиумите можам да кажам дека ни даваат сесарна поддршка цело време. И прашање до кога тоа ќе го прават без резултат. Така да мислам дека ако ја утврдиме целта правилна, а таа е јасна, дека треба да се оди напред со тоа да се запре иселувањето на мозоците од оваа држава, со решавање на овие прашања за кои што зборував на почетокот, има реална основа. Дали е некој свесен за тоа, јас мислам дека се сите свесни, фали една одлучна волја да не се одгледуваме на тие што не го спроведуваат и не го имплементираат нештото, него на тие што тоа успешно го прават. Да почнеме да апострофираме успешни примери. Јас гледам со подкастот кој го правиме со Трето. Тоа е единствен кој што афирмира нешто за разлика од сите други кои што повеќе се осврнати на други проблематики. Немате представа колку е тоа потребно и колку е силен одјекот на луѓето кои ќе слушнат убава приказка. Ние треба да ја свртиме кон оптимизам малку работата, затоа што 30 години песимизам преку глава ни дојде на сите. Така е еден од класичните примери за уделот на мозоците, морам да се надоврзам тука и комората која што изминатите многу години дуалното образование и задржување на младите, интеграцијата одма по завршувањето на училиштето во самиот работен процес. Но кога говориме за бизнисот, една од најголемите можеби моменти кои што постојано низ годините ја потенцирата е непредвидливоста која што бизнисот сака некако да има една атмосфера која што е предвидлива, за да може секако да се креира и бизнисот. Како е до таа цел да дојдеме? Знаеме дека имаме влијание од надвор, тие ги споменав, меѓутоа изборна година, секогаш некако бизнисот се наоѓа во некоја клима која што и не е така предвидлива. Што е потребно да се направат како некои исчекори за да имаме предвидлива клима на бизнисот да може да функционира? Тоа е толку сложено прашање за кое што ако го решам, го кажам решението, сигурно би добил Нобелова награда. Затоа што тоа зависи од меѓународните околности, од регионалните фактори, тоа зависи од континентот на кој припаѓаме. Што е чињеница? За мене е тоа битно. Кај припаѓаме ние? Ние сме гости на овој свет и припаѓаме на светот.
сме европејци од кога сме родени, сме зборувале за евроатлантските интеграции, и тоа е факт. Припаѓаме на еден прекрасен регион што се вика Балкан, кој сака секој да го отцрне. Да треба да направиме промена тука и припаѓаме на држава која што е најубава и најдобра на светот. Како ќе го направиме тоа? Ако ги запрегнеме ракавите и си работиме сами да си ја направиме тоа. 70 иницијативи имало за решавање на проблемите на Балканот надворешни и сите пропаднале. Првата што ќе дојде однатре ќе успее, тоа ви гарантирам. Јас работам на тоа, да бизнисот биде кохезионен фактор, затоа што има најмалку оптеретување во себе, носи на другите основи кои што го рушат единството, да биде кохезионен фактор и мост меѓу нас кој што ќе одржи балансот и покрај политичките разлики кои што постојат меѓу државите на Балкан. И тука треба да работиме сите и да направиме атмосфера во која што 51% од луѓето ќе почнат да размислуваат на тој начин. Тој начин е единствен, паметен, мудар во овој момент и корисен во услови кога имаме војна на портите во Украина, кога имаме светски прегрупирања и преструктурирања за кои што сме ние мали да влијаеме на нив. И треба да се свртиме дома и да видиме што се дешава тука и да ги запрегнеме ракавите и да бидеме одговорни сите. Треба да се свртиме дома. Стопанската комора во изминатите години навистина има изработено еден многу стратешки документи кои можеби се како клучни моменти кои што треба може и веднаш да се имплементираат како така од страна на сите чинители во земјава, за да може да постигнеме некоја одредена цел. Го споменавте дека да, имаме војна од на низ светот, меѓутоа пак треба да почнеме од кај нас од дома. Кои се тие клучни моменти кои што сега мора и чекори да се превземат како такви за бизнес? Тие се кај нас во стратешките документи наведени последниот редослед: борба против корупцијата и сивата економија. Тоа е прашање кое што може да се реши и има механизми за решавање со намалување на парите во оптек, со други системски мерки, контроли и така натаму кои што треба да се преземат, а со подигање на нивото на профитот на компаниите и на националниот и на профитот на компаниите и на стандардот на граѓаните, би се решило и прашањето на корупцијата. Така да, тоа е прво. Второ е прашањето на брза гасификација. Ние многу заостанавме на тој план и сега плаќаме најскап газ што не прави неконкурентни и не може да извеземе производи со додадена вредност, кои што ќе и покриваат напластените проблеми финансиски. Третото прашање е директна поддршка на извозот, бидејќи сме мала земја и ние мора тоа да го правиме. А гледано од наша страна, тоа е страна на државата, гледано од наша страна, тоа се три приоритети. Тоа е прашањето на извозот, директно кое што ќе биде исто поддржано од владата и од самите нас. Второто е прашање да создадеме систем на образование за потребите на бизнисот и тоа го правиме преку вештините, изучување и преку дуалното образование. И трето е поголема регионална соработка, затоа што вака сите држави на Западен Балкан сме мали нешто повеќе да направиме. И тоа го правиме преку Коморскиот инвестиционен форум. Така да гледано, све е наредено да може тоа да се имплементира и да се подобри во овој период и понатака со силна инвестициона активност и посветеност на сите чинители кои што и градат економските политики. Ова се прашања кои што и приоритети кои што секој граѓанин ги разбира и треба секој на свој начин да партиципира и да даде поддршка на нив. Регионалното здружување, нешто што навистина многу иницијативи, го споменувам Отворен Балкан, меѓутоа и соработката меѓу коморите која е наминовна помеѓу сите држави од нашето соседство. До каде мислите дека регионалното здружување е на кон вистинскиот пат и дали негде па од друга страна е заглавен во тој процес и колку можеме, доколку имаме едно регионално здружување помеѓу сите соседи во регионот Западен Балкан, да имаме навистина една посилен раст на економијата за сите, не само за нас како бенефит. Меѓутоа, до каде е токму ова на регионалното здружување? Бизнисот не се меша во политичките процеси и ние сакаме тоа да го чиниме. Ние зборуваме само за две конкретни работи. Да се реши прашањето на огромните колони на камиони на границите, што е срам за секој во овој дел од Балканот што живее, и да се овозможи нормален проток во услови која денеска може од сателит да се прати најмалото парче роба што нелегално би поминало на границата. Ние сега правиме колони од по 3, 5, 10 километри, што е срам и мислам неприфатливо за овие услови. Второто е прашање легислативата уравнотежување на сите, бидејќи живееме во различити системи.
Некои сме членки некои се членки на Европска унија, некои се кандидати, некои се уште во статус на, не знам, вакви членки условни и така натаму, што значи дека треба да се правната регулатива усогласи за премин преку границите да би можел протокот да се убрза. И тука е нормално заедничката инфраструктура. Не може на состанок во Сарајево да одиме преку Виена и преку Истанбул. Тоа е прашање кое што треба да биде надминато. Не може да се патува од Скопје за Сарајево 9 сати, каде што се седиштата на регионалните организации. Значи, инфраструктурата мора да го поврзе Балканот на тој начин што ќе биде за 3-4 сати нормално да стигнеш од една точка до друга. Брзи пруги, автопатишта, авионски линии и така натаму. Многу едноставно и просто, али многу пара, многу работа и многу посветеност и упорност. Така да ние ќе продолжиме по тој пат и во наредниот период и мислам ќе ги мотивираме сите да го прават тоа што ќе донесе бенефит за сите, реков, профит за компаниите и подобар стандард за граѓаните. Како гледате кон 2026 година? Дали, ако ги гледаме сите економски фактори, оваа година имаше навистина и големи турбуленции, но на некој може начин и една стабилизација со оглед на претходните години во однос на економскиот план, инфлацијата како таква. Вашите очекувања за 2026? 2026 ќе биде исто стабилизирачка година како и оваа, во која што треба да крупни финансиски прашања кои што се ја оптеретуваат државата ги решиме. Очекувам тек 2027 година развоен буџет за кој што сонувам, во кој што социјалата ќе трансферира према развојот, па пак расведен до 2% годишно. Тоа е мојот сон да се оствари во наредните 10 години успех и економијата да донесе некаков поинаков поглед на Балканот, кој што по мене неправедно е сатанизиран и прогласен за некоја сива зона. Господин Азиски, навистина ми беше чест и ви благодарам за вашето одвоено време за Bloomberg Adria. Благодарам ви. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија Zoom In. Ви благодарам на вниманието.